Актуелниот полициски час од 22 до 05 часот, како единствена рестриктивна мерка во борбата против коронавирусот, нема да го реши проблемот со зголемениот број на ново заразени пациенти, алармираат докторите. Додека новиот коронабран пустоши низ Македонија и болниците се полнат, надлежните седат со скрстени раце. Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство се уште ги анализираат бројките пред да се одлучат за нови, построги мерки. Бројкиве сами покажуваат дека полицискиот час што се воведе е неефективен, не се постигна тоа што се сакаше. Еве можеби ќе се почека уште некој ден, меѓутоа бројките што кажуваат, баш извадив статистики од 1 до 10 март, значи кога се воведе полицискиот час, имало 6.500 нови и 107 починати. Од полицискиот час до сега имаме скоро 12.000 ново заболени и 259 починати. За 30% е зголемен бројот на активни случаи. Докторите се согласни дека мерките кои се носат во државава се задоцнети и застарени. Бараат поагресивни мерки по примерот на западноевропските земји, каде има најстроги рестрикции. Велат наместо да се казнува за маски на улица, каде вирусот реално и не се пренесува. Треба да се затворат кафулињата, рестораните и обложувалниците, онаму каде вирусот се шири, а мерките не се почитуваат. Никој не го чувствува полицискиот час. Ние претходно бевме затворени после 22 часот на вечер дома, бидејќи нема никаде да се движи. Сметам дека треба доста поагресивни мерки. Гледаме дека во цела Европа сите здрави економии направија сериозни локдауни. Ако една Германија што е лидер економски во индустријско производство и во све, можеше и пресмета дека е поевтино да се направи целосен локдаун на еден одреден период и да не ги набројувам другите земји и околинава околу нас. Не знам дали одиме на некој принцип да се заразат повеќе луѓе, па на тој начин да се справиме, меѓутоа ова веќе е тотално неиздржливо. Во меѓувреме, болничките капацитети забрзано се полнат. Близу 1400 пациенти со компликации од COVID-19 се хоспитализирани во болниците низ Македонија. Нешто што се случува за прв пат по појавата на коронапандемијата. Инфективните оделенија се преполни. Најголем број на хоспитализирани има во Кумановската болница – 124. Во градската општа болница 8 септември се лекуваат 123 пациенти, на инфективна 117, а исто толку и во болницата во Прилеп. На интерните клиники се запрени речиси сите други интервенции, бидејќи пулмологија, очно и кожно станаа ковид центри. Од вчера во функција за ковид позитивни пациенти е ставена и детската болница во Козле, а сите деца кои позитивни на вирусот се лекуваа во оваа болница беа префрлени на детската клиника.